Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Витанез. Екстра мајонез. 20 години со вас. Студирај на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Доби професионален ангажман уште за време на студиите. Годишна школарина 900 евра. Пишувај гласно, зборувај моќно. Донеси кола, ако на паркингот ти скапа. Било што и да си воза не е битна марка. Имаш висока емисија на штетни гасови. Околу тебе само чади, исто чадиш ти со миг. Со нова машина за стари коли сум експерт. Замени старо за ново, дојди земи Рено Верт. Има добар попуст, апсолутно се исплати. Дојди во Рено, земи многу малку плати. Ние за природата за нас. Рено Automotive Group. Променија плочата со новата EasyTalk понуда од T-Mobile. Миксај, бирај, комбинирај. Надополни ваучер по твоја желба. Изборувај за 1 денар минута кон цела T-Mobile мрежа. Сега, со ваучер од 300 денари, зборувај за 1 денар минута цел месец. Добро вечер, Сокот. На крајот сме на уште една сезона. И во неа анализиравме, истражувавме, дознававме. Изборите влијаe и на нашите стории, па и ние бевме инфицирани од политиката и политичарите. Сепак се обидовме да ги прикажеме со едно друго лице на еден поинаков начин. Централно место во кој овој пат беа граѓаните и нивните проблеми од секојдневието. Сепак за крај, ги извоивме трите најбитни теми што ја одбележаа сезонава. Се уште ја бележат и македонската политика, историјата, но и иднината на земјата. Проблемот со името е стар колку и независноста на Македонија. До сега ниту една влада не успеа да го реши. Пред Ахмети и Груевски се наметнува проблем и рок. Зашто поку со време земјата да ја однесат во Европската Унија и НАТО? Се разбира дека решението на спорот е еден од најбитните услови. Код се обиде да укаже на грешките од историјата, да не се повторуваат. Погледнете зошто Македонија, барем во минатото, не успеа да преговара со Грција онака како што требаше. Μετά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Βενιζέλος και ο Πρωθυπουργός της Σερβίας Πάσιτς συμφωνήσανε ότι όσοι είναι βορείως σήμερα των υφισταμένων ελληνοσκοπιανών συνόρων είναι Σέρβοι και όσοι είναι νοτίως είναι Έλληνες και ό,τι και αν δεν αρέσει θα μετακινηθεί και ο θελός. Αλλά από την ώρα που θα μείνει βορείως των συνόρων ταυτίζεται με τους Σέρβους και από την ώρα που θα μείνει νοτίως των συνόρων ταυτίζεται με τους Έλληνες, όποια γλώσσα και να μιλάει και όποιο θρήσκευμα και να έχει. Και η καλύτερη λύση ήταν να γίνει συνομοσπονδία, όπως είσαστε με τους Σέρβους. Τι καλύτερο ήταν και για εσάς και για μας. Να τελειώσει αυτή. Οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να κλείσει αυτή η ιστορία. Δεν τους εξυπηρετεί. Η Καθολική Εκκλησία δεν θέλει να κλείσει αυτή η ιστορία. Και δεν είναι δυνατόν να μονοπολείται η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας από μια χώρα. Για να ξεχωρίζουν οι κάτοικοι της μιας χώρας από την άλλη πρέπει να έχουν και εθνολογικό προσδιορισμό.
το σωστό και για τις δύο πλευρές ήταν η Σλαβομακεδονία για τη χώρα σας και εμείς να αποδεχθούμε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα να αποδεχθούμε να προχωρήσουμε στην Ομοσπονδία. Και εμάς εξυπηρετεί και τους Έλληνες εξυπηρετεί και τη χώρα σας εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί ακόμα. Διότι δεν έχετε πρόσβαση στη θάλασσα εσείς. Некогаш генерал, главен на војното разузнавање, човекот до верба на Мицотакис, учел од најдобрите во Израел и САД. Николаос Грилакис не верува дека Викиликс ќе го потресе светот, оти тој самиот во објавените 4 книги и купот документи открил многу тајни за политиките на Балканот. Во Македонија го знаат како контроверзниот Грк, кој на свој начин преговарал за името. Некои го обвинија дека ги подкупил тогашните политичари, други дека Македонија не го искористила доволно. Во Атина е пензионер, кој се уште одржува врски со битните, богатите, мукните. Слободан Богоевски прв човек на ДБК во времето кога Грилакис во мај 94-та ја поминува границата кон Македонија, илегално. Сакајќи да избегне судење за обвинението дека прислушкувал се и секој, македонските разузнавачи го вдомиле прво во МВР, потоа во Олимписко село, а на крај добил стан и нов идентитет – Никола Раптис. Но ова Грилакис не го признава јавно. Για όλες τις επαφές που έκανα με τους δικούς σας, με τους κυβερνητικούς, με τον πρόεδρό σας, με τον τότε πρόεδρό σας, με τον πρωθυπουργό, με όλα τα στελέχη, με το ΒΜΡΟ, με την αντιπολίτευση, με όλα, έχω κρατήσει αντίγραφα. Ενημέρωνα το Μητσοτάκη και προφορικά και εγγράφως. Доаѓањето на Грилакис не е ни малку наивно. Човекот кој во своите книги пишува дека САД наложиле тогашната влада на Мицотакис преку тајната служба да го финансира доаѓањето на власт на Сали Бериша, Желју Желјев и Јони Лиеску, личен пријател на Грилакис. Όταν κατέρευσε ο κομμουνισμός έπρεπε να οικοδομηθούν νέα συστήματα, τα καπιταλιστικά συστήματα στα ερείπια που άφησε ο κομμουνισμός. Αλλά η οικοδόμηση έπρεπε να γίνει με ανθρώπους που ανήκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί δεν υπήρχε άλλο κόμμα. Και γίνανε λάθη στην πορεία. Και γίνανε λάθη στο κράτος το δικό σας και γίνανε λάθη και στα υπόλοιπα κομμουνιστικά κράτη. Националист кој не ги сака албанците, а за македонците има свои тези. Генералот е уверен дека Славо Македонија е најдоброто име, но врските Милошевиќ-Мицотакис и кројњето на нова балканска мапа ги смета само како српска желба. Και δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι κανένα επεκτατικό σχέδιο από το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ελλάδας δεν υπήρξε για τη χώρα σας. Που να θέλει η Ελλάδα να προσαρτήσει εδάφια από τη χώρα σας μετά την πτώση του κομμουνισμού. Και πριν από τον κομμουνισμό αλλά και μετά την πτώση του κομμουνισμού. Δεν διεκδικεί η Ελλάδα τίποτα από τη χώρα σας. Милошевиќ ги црта картите на Балканот, а грчките политичари ги разгледувале. Идеите за македонски грци или грчки македонци се вртеле низ кулуарите на српско-грчката политика, со еден удар да се решат и албанците и македонците. Првите да се избришат од етничката мапа меѓу Србија и Грција, вторите да бидат словени во православен сојуз. Είχε πάει και ο Μιλόσεβιτς και είχε πει στον Γκριγκόροφ και είχε αποδεχθεί ο Γκριγκόροφ το όνομα Σλαβομακεδονία. Και ζητούσε ο Γκριγκόροφ τότε να συναντηθεί με τον Μητσοτάκη στο Βελιγράδι και να βγει ανακοίνωση μετά από το Βελιγράδι από τη συνάντηση ότι ο πληθυσμός της χώρας σας είναι σλαβικός. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο τα χαρτιά και τα ντοκουμέντα. Και ο Μητσοτάκης δεν ήθελε, διότι τον εφοβέριζε ο Έβερτ κατ' εντολή των Αμερικανών θα τον ανατρέψει. Славо Македонија е одбиен предлог. Однапред се сметало дека е неприфатлив заради албанците во Македонија, велат тогашните членови на владата, но не застанало овде. Με κατηγόρησαν στη χώρα σας ότι πήγα να δωροδοκίσω τον πρόεδρο. Δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και έχουμε μια ευθύτητα στις ενέργειές μας. Εγώ ό,τι έχω να σου το πω θα σου το πω face to face. Но во својата книга Глигоров ги опишува подероците од Грилакис и тврди дека дел завршиле во рацете на тогашниот министер Љубомир Фрчковски.
Сегашниот професор не сакаше да говори за код, а во интервју за Утрински весник во 2005 тврди, председателот Глигоров има проблем со меморијата. Και συνεχεία τους άνοιξε η όρεξη αφού γνωριστήκανε και θέλουν να πουλήσουν όπλα στα Σκόπια. Καινούριο κράτος, θέλουν να πουλήσουν κανόνια, πολυβόλα, όλμους, αυτοκίνητα. Ένας κομμουνιστής Κατσούλας, κάτοικος Αθηνών, εδώ είναι τα στοιχεία του, ταυτότητά του. Έκανε πρόταση στους δικούς σας τους Σκοπιανούς ότι όταν κλείσουν οι συμφωνίες για τα όπλα θα δώσει $1 εκατομμύριο και αυτά θα τα μοιραστούν, να προσέξει τώρα πώς το μεταφράζω, έτσι. $1 εκατομμύριο και αυτά θα τα μοιραστούν με εντολές του Γρηγόροφ όπου θέλει. Και είπαν ότι πήγαν να δωροδοκίσουν οι Έλληνες. Καμία σχέση δεν έχει η ελληνική κρατική μηχανή με αυτή την ιστορία. Остана да виси во воздух информацијата дека еден од најбогатите луѓе во Грција, Сократис Кокалис, ги дал парите за председателска кампања на Глигоров. Непристојните предлози не престанале. Είτε λέγεται το Βεμερό, είτε λέγεται ο Άντοφου, είτε λέγεται οτιδήποτε. Και έκλεινε ραντεβού στο εξωτερικό, τους συναντούσα και τους έπεισα ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημά τους. Γιατί το πρόβλημά τους δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημά τους είναι ο άλλος περίγυρος. Секоја македонска влада подосна имаше некои своји грилакис. И едните и другите повеќе лобираа за сделки и бизнис, а помалку за решение на спорот. Εσείς δεν θέλετε το φύρум. Εγώ μεταξύ των άλλων που προτείνω καλύτερο είναι το φύρум. Βόρεια Μακεδονία και Νότια Μακεδονία είναι Βόρειο Βιετνάμ, Νότιο Βιετνάμ, αλλά είναι ίδια φυλή, ίδια ράτσα. Εδώ δεν είναι ίδια φυλή, ίδια ράτσα. Но Грилакис не успеа да и биде кум на Македонија, откако грчките власти го ослободија од сите обвиненија. Во 1 година престој во Скопје се враќа дома. Мицотакис повеќе не е на власт, па генералот ја губи мокта. Што би направи? Ако сега имате можност, вие да го решите. Би дошла или повторно во Македонија? Με την ίδια υπογραφή και τα δύο ονόματα θα πέσουν. Και στην Ομοσπονδία Ελλάδος Φύρομ και Σλαβομακεδονία. Πες του Περκαντά, πες του να πάει δεξιά στο δρομάκι. Не верувам дека НАТО алијансата не знаеше за она што се случуваше долу на југот. Едноставно е под плаштот на војни вежби, негде при крајот на 1992 година, почна да изведуваат вежби во северниот дел на Република Грција, а претходно ги повикаа резервните состави на нивните гранични единици, така што границата потполно не затворија. Доцна есен 1992. Моќната грчка армија на границите кон Македонија. Причина вежба на војните способности на армијата по прогласување на независноста на Македонија. Армијата на Република Македонија беше се уште во повој. Тогаш ни беше свикана едва и третата генерација на војници. Во редовите на армијата на Република Македонија имаше негде околу 4000 војници. 4000 војници не се доволни за одбрана. А колку имаш од таа страна, од нивната страна? Од нивната страна можеме само да претпоставуваме. Митоа, ете да претпоставиме дека биле околу 2 дивизии кои биле на вежба тука. Тоа е практично звецкање со оружје. Да ве подсетат дека вие не сте пожелни тука, дека вие не сте тоа за што се представувате и дека им пречите. Ја подигнавме борбената готовост на граничните единици на армијата на Република Македонија кон Грција.
наредиме да се провери целиот резервен состав кој постоеше тогаш во територијалната одбрана како резерва на армијата на Република Македонија. Разузнавачите откриваат дека дел од генералите на ЈНА, која од Македонија се повлече 6 месеци пред грчката воена вежба, сакале да се вратат назад. Ко дојде до еден доверлив документ на турските тајни служби. Тргнале по напис објавен во словенечкиот неделник Дело во ноември 92. Турските разузнавачи откриле дека имало српско-грчки воен план за поделба на Македонија. Милан Милошевиќ и Неделјко Бошковиќ, двајцата команданти на војното разузнавање и на безбедносниот сектор на третата армиска област на ЈНА, во која дотогаш била Македонија, пред грчките колеги офицери ги презентирале плановите наречени Стара Србија и Мост. Двете операции се крстени по премостувањето на просторот меѓу Србија и Грција и по старото име користено за Македонија. Планот предвидувал вооружување на населението на клонето на Милошевиќ во Македонија и Косово. Освен тоа, дел од оружјето веќе било доставено и до албанските ултранационалисти, кои биле мотивирани да ја воспостават и прогласат Илирида. По правичното вооружување би почнале провокации меѓу албанците и македонците, пошто српското население би побарало помош од југословенската армија. Кога ЈНА би влегла во Македонија, тогаш од југ требало да упадне грчката армија и да ја завземе територијата до линијата Кичево, Македонски Брод, Прилеп, Неготино, Струмица, Новосело, предлагале српските генерали. Доколку Албанија се вклучи во војната, грците би навлегле и на албанска територија под образложение дека ќе го бранат грчкото малцинство. Генералот Бранислав Ганич, командант на воздухопловната одбрана на Приштина, е задолжен да ја обезбеди рутата Гнилане-Срезовица, да ги прекине комуникациите на главниот град Скопје и своите трупи да ги подели во две групи, за да го обиколи Скопје. Остатокот од српските трупи требало да го заземе западниот дел на Македонија, каде што мнозинство се албанци, и да навлезе и на албанска територија. Во планот се проценете и загубите. Србија ќе изгуби околу 12.000 војници, албанската армија од 100 до 120.000 војници. Грчките загуби би биле незначителни поради малиот отпор предвиден при упадот во Македонија. Мировниците на Умпрофор и Умпредеп не би представувале опасност ниту закана за грчките и српските сили. Овој план е нотиран и доставен до турскиот државен врв. Откриен е во исто време кога на југ се изведувале грчките војни вежби. Преку Европската Унија и НАТО, за планот дознале и македонските политичари. Но политичарите сметаат дека ова било обид на Милошевиќ и српското водство на своја страна да привлече една земја членка и на НАТО и на Европската Унија. Грците не биле заинтересирани. Вежбата завршила на крајот на годината, но подоцна тензиите спласнале. Во првите години на македонската независност, Грција почнува со агресивна кампања. Значи, во тоа време информација која беше пласирана од страна на Грција беше дека Република Македонија се спрема вооружено да ја нападне Република Грција, односно да направи сукцесија на териториите кои се дел од тогашна, значи во отоманското време Македонија или сега ние што си ја викаме Егејска Македонија. Втората теза која во тоа време ја пласира Грција дека се работи за држава која се занимава само со криминал, односно дека на Криволак сме имале еден куп изготвено лаборатории за производство на хероин. Но однесувањето на грчките офицери кон македонците било секогаш исто. Иако во времето на Југославија македонското прашање и за двете страни било забранета област. Конкретно во Кавадарци, на еден ручек македонските, односно југословенските офицери им подариле на грчките офицери неколку шишиња вино и ракија. Меѓутоа, грците не забележале дека на шишињето од ракија на етикетите била етикета со кулата во Солуни. Кога тоа го виделе, од тоа направија проблем на највисоко можно ниво, така да министерот за одбрана на Грција Аверов беше го информирал сојдниот секретар за одбрана генералот Љубичич и при посетата на Љубичич на Грција, Аверов од фиоката извадил една флаша со етикета со солунската кула и покажал како југословенските офицери некоректно се однесуваат према грчките.
Меѓутоа, военото представништво го исто така при посетата го подготви за таков настан генералот Љубичич и тој имаше карта која грците ја беа издале за она голема Грција, па битова во територијата на Грција со манастири и сите имења на населените места беа со грчки. Овој од своја страна му покажа оваа карта и му забележа дека најдобро да не се покренуваат тие прашања. Годините минуваат. Традиционалниот грчки марш, рака и нога високо нагоре, се уште го чува Министерството за одбрана во Атина. Истото министерство, од каде пред точно 18 години беше наредена и воената вежба на границата кон нивниот северен сосед. Македонија е млада држава, 20 години. Охридскиот договор пак е уште помлад, 10 години, но во држава каква што е Македонија. Историски тоа е многу. Кот направи трилогија, документарци, зошто и како се создаде Охридскиот договор, кои беа причините за конфликтот во 2001 година. 10 години потоа, политичарите, актерите од конфликтот мораа да се соочат со вистината пред камерата на Кот. Кога дојдов тука пред 10 години во Тенушевци, кога ја видовте екипата, што помисливте вие? Ne, atë zakonshme nuk kemi menduar, përveç se ishin rregulla të caktuara nga ona jon që ndërpritet kontrollohet çdo hyrje dhe dalje nga fshati. Предпоставувавте ли дека сме новинари? Jo, përveç se ishte një kontroll rutine dhe ndoshta mendimi ka qenë se ndonjë fshatar që ka jetuar më parë këtu dhe Пред време како да ве открив? Jo, unë mendoj që jo. Shkëmbimi i zjarrit në atë kohë kur ka qenë, kujtohet shumë mirë, ndoshta kemi qenë një hap para ushtrisë dhe policisë së Maqedonisë. Да ги видим ровови, дали се уште тука. Кога на 16 февруари отидов во Тенушевци и ги видов припадниците на она, вие бевте првиот на кој што му се јавив. Дали бевте изненадени од тоа што ви го кажав? Делумно. Зошто делумно? Па затоа што постоја информации дека такви параструктури се на тој терен, во селото и околу него, близу косовската граница. Иако лично да кажам дека бев изненаден што се решија токму тој повод да го искориста за своје јавно прикажување. Меѓутоа соопштението на МВР не беше такво како што бил вашиот впечаток. МВР даде соопштение во кое го негираше сето тоа, значи кажа дека според информациите со кои располага Министерството, таква организација или такви луѓе во униформа, параструктури практично на наша територија не постојат. И целата работа и со некои подоснежни соопштенија одеше во насока на тоа да се сугерира дека станува збор за фабрикуван настан од страна на новинарот. Имавме информации како и сите други што се занимаваа со новинарство и со политика, дека на западната, односно на северната граница, тогаш административна, има групирање на вооружени банди или поединци, или како ќе ги наречеме, ние тогаш ги нарекувавме терористи. Звучи неверојатно 10 години потоа да веруваме дека не сте знаеле како ДВК дека има раздвижување на одредени вооружени групи или планови на луѓе кои подоцна ќе се наречат она. Значи, во тој период имаше сознанија за одредени подготовки по завршувањето на воените действија во Косово и Јужна Србија, дека следна наред ќе дојде Македонија и дека припадниците на ОВК и во тој период имавме сознанија за повеќе од 800 лица кои од Македонија учествува во воените действија на Косово и во Јужна Србија на страната на ОВК, дека тие лица ќе се вратат во Македонија и ќе се обидат да дестабилизираат состојбата. Зошто тогаш молчевте се до февруари кога
екипата новинарска отиде таму, се гледаше дека таму имаше воени формации. За жал, во тој период верувавме дека меѓународната заедница нема да дозволи војната да се прелие во Република Македонија. Не беше издадена наредба од Врховниот командант за одлучна акција против терористите во тој регион. И Советот за безбедност беше свикан дури тогаш од кога државниот врв западна во ќорсокак што да прави со Танушевци, бидејќи до тогаш Врховниот командант, председателот на Републиката, бил убедуван дека тамо нема место за никаква интервенција на армијата на Република Македонија и бидејќи од министерот за одбрана, господинот Пауновски тогаш, и од началникот на генералштабот, господинот Андревски Јован. Ние како политичка партија немавме некакви разузнавачки податоци и ние за сите случувања на границата разбравме токму од вас, од медиумите. Во конкретно случај СДСМ тогаш располагаше со разузнавачки информации за кои вие говорите и предупредувавме дека може да дојде до ескалација на проблемите. Зошто молчевте тогаш? Да молчиме зашто? За тоа дека на границата кон Косово има вооружена група која што држи одредено село. Не можам да молчам за нешто што не го знам. Значи, јас многу пати тоа сум го кажал и сега исто ќе ви го повторам дека има ровови на границата меѓу Македонија и Косово. Дознав од вас преку телевизија. Никој од службите ме нема информирано дека има таква закана за Македонија. Политичкиот врв во тоа време ги имаше правовремено сите информации кои службите ги има во тој период. Сепак не беше донесена нити политичка одлука за преземање на некои пошироки операции спрема терористите. Зошто толку време молчевте, особено вие како албанец? Не верував оти тоа се случи и стварно се однесувавме многу наивно. Сите тие информации ги сметав као провокации. Кога вие се појавивте со вашите информации, видов дека тоа е озбилна работа, но вече беше касно. Во целиот тој период бевме во дневна комуникација со господинот Мендухтачи и тој не уверуваше дека е просто невозможно и дека е тоа само парада на некои поединци кои веројатно дошле од Косово па се враќаат на Косово и така натаму. Јас најодговорно ви тврдам дека во тој период немаше соработка со српската служба, немаше размена на информации, одредени информации стигнува од военото разузнавање. Срджан Керим кажуваше за средбата на премиерот Георгиевски и негова со премиерот Джинджич. Значи нешто непосредно пред да пукне, да речеме, кризава во Македонија, односно војната во Македонија. И мене ми изненади дека буквално, значи, како се вика, Джинджич им соопштил на таа средба и точки, и места, и групи кои ќе нападнат во Македонија. Ве предупредили Джинджич за состојбата во Македонија, што ќе се случи? Тој не предупреди, таа следба беше 10-15 дена. Морам да кажем, Танушевци можеби него не спомна, тој спомнуваше некои села по Шар планина. Иницијалната каписла дојде од територијата на Косово. Оружените групи ја добиваа својата логистика таму на територијата на Косово. Меѓутоа, исто така факт кој што не треба да се подцени е дека воглавном во тие вооружени формации членува албанци од Македонија. Како одеднаш излегоа луѓе со ознаки на онатаму? Не може целата работа да се сведе само на Македонија, затоа што ние имаме едно Косово во таква состојба за која што ви велам. Значи, 4 меѓународни организации исто така треба да го дадат одговорот како не знаеа дека во Македонија ќе има таква криза. Никогаш не ви јавија американците кои беа од другата страна на границата дека има движење? Никогаш не ни јави. Нас никога е shumë të shkurtër pas daljes publike të ushtrisë qeveritare kombëtare. Unë nuk e kam fshehur identitetin tim. Kam dalë si përfaqësues legal, me adresë dhe me qëllimet politike.
Во еден момент дојдовме до една абсурдна ситуација да она дава прогласи за етнички права, поголеми етнички права во рамките на Македонија, а председателот на Македонската академија на науките и уметностите, заедно со неколку своји колеги, поддржан од премиерот Георгиевски, да излезе со тезата за поделба на територии и етничко разграничување. Ако гледам на целата таа ситуација, сметам дека Охридскиот рамковен договор е договор за федерализација на Македонија. Од Охридскиот рамковен договор, ние ако погледнеме, значи, Македонија својата унитарност ја остапи во името на федерализацијата на Република Македонија, а она што требаше да го добие траен мир и стабилност, очевидно не го доби. Ние nuk kemi kërkuar as ndarjen e shtetit, ne nuk kemi kërkuar as këmbim territorësh, ne kemi kërkuar që shqiptarët të jenë të barabartë në vendin e tyre, të gëzojnë të drejtat e tyre. Војна има само за територија. Само за територија, за права има други методи. Демонстрации, штрајкови, не знам што. Јас секогаш и тогаш и сега тврдам дека правата кои што произлегува од рамковниот договор не се од таков карактер за да мора да се земе оружје и со оружје да се издействуваат тие права. Се додека не се формираше големата коалиција, тоа беше класична битка за освојување на територија. Трајковски беше за политички договор, Георгиевски беше за сосема другата опција. Тоа е притисок од меѓународната заедница дека кризата не може да се реши по воен пат и дека мора да се подпише тој договор на кој мора да се сложат и сите македонски и сите албански политички партии. Свесни бевме, сигурно Ахмети не бил свесен на тоа. Една воена формација која нема политички чадор завршува многу лошо. Ushtrisë kombëtare ka respektuar mendimin tim i time që ne nuk duhet të kërkojmë që të jemi pjesë e negociatave në Ohër. Директното прашање што го постави господин Пердју по кај председателите на четирите партии дали се за разговори или не се и бараше одговор се или не се за разговори. Имаше една пауза на молчење малку подолга кај ДПА дали е или не, но на крајот рекоа да, се за разговори. Охридскиот договор е наша работа на ДПА, нема врска, бити Дуи, бити господинот Ахмети. Успеавме и затоа сум горд денеска. Grupi i kontaktit është përfaqësuar nga zoti Pjetër Fej, si përfaqësuesi i NATO-s, zoti Stefan Leme, si përfaqësuesi i Europës, në tryezën e negociatave në Ohër, ka qenë zoti Patju dhe Leotar. Mirë po, këta kanë komunikuar gjithçka është kërkuar që edhe ushtria shërbëtare kombëtare. Имавме една ситуација во која што буквално сите поединости беа усогласени, остануваше уште некои ситници да се расчистат. Беше предвидено да се изврши парафирањето во Охрид, а подоцна да дојде и до подпишување на договорот во Скопје. И таа вечер се случи онаа ситуација во Чаир, со полициската интервенција против групата на командант Тели, каде што беа ликвидирани неколку луѓе. Во тој момент прекинаа разговорите, не дојде до парафирање на договорот. Потоа следниот ден или преку еден ден се случи Карпалата. Јас дојдов во една многу непријатна ситуација. Прво, целата опозиција веќе асистираше на тој договор, на нив веќе не ми беше важно што ќе пишува во тој договор само за да имате времени избори. Беше прашање само на време кога ќе дојде до промена на власта и се насетува висе на конец и предвремени парламентарни избори. Што веќе решава с политичка кариера, 2001 или односите во ВМРО? Мислам дека во моментот кога изгубивме, односите во ВМРО беа релативно идеални. 2001, без сомнение 2001 година. Испаднавме наивни и после тоа си ја плачаме таа цена. Прашање само на време кога ќе дојде до промена на власта и се насетува висе на конец и предвремени парламентарни избори. Во 2001 година за ниеден мој гест не се кам.
Мислам дека тогаш за прв пат покажаа доблест и ВМРО ДПМНЕ и СДСМ и покажаа дека нешто може заеднички да одработат за Република Македонија и тоа е една од најстратешките одлуки што ги има донесено веројатно нашата партија СДСМ, од друга страна ВМРО ДПМНЕ да прифати една таква коалиција. Она што ги мачи граѓаните не е само политиката, пак од се обиде да дознае каков е нивниот живот. Зачудувачки беше дека единствена тема за која скопјани се согласија е што со смртта, како ќе ги погребаат нивните најблиски, затоа што акционерското друштво Бутел, барем во Скопје, е монопол кога станува збор за гробишта и погреби. Оваа тема предизвика многу реакции по емитувањето, меѓутоа и позитивни реакции затоа што еднаш за секогаш градоначалникот вети дека ќе го урне монополот на АД Бутел. Патот до рајот за многумина е пекол. Скапо чини заминувањето во вечноста. Скопјани, како да се ексклузивни гости на другиот свет. За смртта им наплаќаат како казна за цел живот. 1 метар на 2, толкав е просторот, кој секој го добива како вечно живеалиште. 1 квадрат, овде е поскап и од најелитните локации во Скопје. Може би звучи морбидно, но е реалност. Една анекдота се раскажува во македонските народни приказни, но е случка од секојдневието. Сиромавиот македонец подеднакво се плаши и од животот и од смртта. Едва е преживува додека е жив, а после се моли да не умре, зашто како што вели ќе го колнат уште 40 дена неговите најблиски. И на небо и на земја, и по животот и по смртта. Нема крај на давачките. Почнува со погребот и трае во недоглед. Очеот на најблиските, најголемата тага, загубата, за некој е само голем бизнис. Ако во Америка се сигурни 2 работи, да платиш данок и да умреш, во Скопје ќе умреш сигурно, но сметка испорачува АД Бутел. Машина за пари е овдека. Не да е скапо, поарна да не умре човек. И без пари и без човек. Еден погреб испод 5-6 хиляди не е, мислам. Сандук е може и више, не знам. А гробното место, тој што го нема, скапо го плаќа. Минатата година во Македонија починале 19.148 луѓе. Од нив 4.662 се од Скопје. За Заводот за статистика ова се само бројки. За погребалното предпријатие пари. Се обидовме да направиме една пресметка врз основа на цените кои ги плаќаат семејствата. Во 3 гробишта, во Ѓорче Петров, Бутел и на Камник, управители се АД Бутел. Ако дел од починатите се закопани на локални гробишта, еве колку пари легнале на сметката на најмокинот бастион. 3000 покојници. Гробните места се движат од 1000 па се до 5000 евра. Од овие 3000, 1000 може би веќе имале стари гробови, значи 2000 нови гробови. Нема да ја земеме ни просечната сума, туку пресметката ќе ја правиме со 2000 евра за еден гроб. Тоа се 4 милиони евра годишно, само од нови гробови. Бутел се доста добро завлезени и да не претерам, ама 90% од починатите лица се вносат во Бутел. И се тоа е доста голем бизнис и тешко дека можат некој тоа да го попушти така. Погребалното предпријатие има уште едно име – Монопол. Со години, речиси 2 децении кога се споменува Бутел, првата асоциација е солзи и пари. Освен гробот, уште 500 евра и тоа само како почеток треба да се платат за да се направи скромен погреб. За надгробната плоча плаќаат од 1000 до 5000 евра. Се плаќа за одржување на гробот, пристапност до него, расчистување на денот на закопот. Но тоа не е се. Тука не завршува пазарот со Бутел. Собственик на приватна фирма која врши погребални услуги направи споредба со цените и услугите. Душек? Тоа не знам што е. Душекот чини 3560. Кај нас го нема тоа, значи тоа не постои. Не постои.
Сандако значи Тоа е зависи од индивидуално. вкусот, така. Крст, добро. Пластични букви. Кај нас тие не се наплати. 450 денари, 30 букви. Лента, ширтинг? И таа не се наплати, исто доаѓа со венецот. Значи колку е цената на венецот, лентата не се. Значи овде 350 денари, купила две. 700 денари. Бреки за коски овде качинат 500 денари. Па кај нас приватните се супова цена околу 250. Ако има потреба. Што значи прием, припремање и изложување 2100 денари? Мене тоа не ми е јасно што би значило. Најверојатно е што го превземаат вртовецот. Не знам што би значило тоа. Таква работа кај нас нема. Значи има некои услуги што кај вас не би се извршиле и нема да чинат толку пари. Па кај нас со самото тоа што ќе земат попрема, со самото тоа што ќе се плати превозот, тоа им следува устоа. Значи немат значи прием такви работи не. Добро, според она ти што ми го кажа, многу поевтино ќе дојде нели доколку некој приватно го врши. Да, многу поевтино ќе дојде. Јас мислам дека сигурно упола би дошло. Ете колкава би била сметката кога цените не би ги диригирал Бутел. Но приватните фирми не може да заземат дел од просторот во овој бизнис. Имаат обструкции на секој чекор. Почнувајќи од болниците, кога некој покојник треба да се земе од таму, како во филмот Викенд на мртовци. Лесна му земја на покојниот, но за неговото тело понекогаш мора да интервенира и полицијата. Мене ме повикува муштеријата да одам во болница да земам починок и јас одам таму. Одма доаѓам во конфликт со сестрите. Во тоа време веќе повикан Бутел да дојде таму. И сега тука настанува расправија, не сум смеел да ги земам. Сестрите не сака да ми ги примат документите дека сум со лиценца, дека можам да возам. Ми се правдаат со причини дека ќе изгубеле работата или не знам што како. И во тоа време Бутел го зима починатиот и јас тука останувам на цели. Имаше еден случај кога мораше да се повика полиција и што најиронично кога дојде полицијата, вработените од Бутел си оттидоа. И после тоа ние останавме дека џабе сме викнале полиција. Во овој код раководството на фирмата одлучи да молчи. Им беа испратени десетина прашања на кои на граѓаните им должат одговори. Но официјалниот изговор беше дека сите директори биле на службено патување во Будимпешта до 7 април. Сепак не се ни надевав дека ќе застанат пред камерата. Оти не само што се недопирливи мокни, туку првите луѓе на Бутел секако држава во држава. Директорот Илија Филиповски ретко се појавува во јавност. Човек во сенка, Илија Филиповски ретко кој може да го препознае. И овој пат најде начин како да не застане пред камерата, за да објасни колку пари заработувааде Бутел и дали е меѓу најголемите плаќачи на данок. Во Ѓорче Петров сите ја знаат куќата со Палма, иако Скопје не е Мајорка. Овде пред куќата на директорот како да има тропска клима, како и на гробиштата со кои раководи, и овде не е дозволено снимање. Уште не бевме заминати од улицата, се јави од PR агенцијата која го штити имиџот на Бутел, дека не лоцирале, па ни го кажа и бројот на регистрацијата од возилото со кое бевме. Иако во Будимпешта, очите на директорот Филиповски демнат се. 3 години што е напишано во овој закон, само навидум се спроведува. Досега се издадени 17 дозволи за вршење на погребални услуги во цела Македонија. Од нив 2 се во Скопје. Градоначалникот Коце Трајновски, кога се бореше за функцијата, вети борба со монополот. Но само пред 2 месеца единствено Бутел доби дозвола да управа со гробиштата. Бил единствениот пријавен на конкурсот. Градот Скопје е единствен град и единствени градски гробишта или гробишта кои што се досега се во надлежност на акционерско друштво, значи или не се во надлежност на јавно предпријатие. Да бија во надлежност на јавно предпријатие ќе ни беше малку полесно, меѓутоа знаете кога се работи со правен субјект, со приватен субјект, мора добро да се издефинираат односите за да и тој да има интерес, меѓутоа воедно да не бидат многу оштетени граѓаните и градот Скопје. Еден месец пред независноста, Бутел од јавно предпријатие станало акционерско друштво. Трансформацијата денес е како мит. Никој точно не знае како гробиштата добија приватен газда. Јове Кекеновски беше меѓу првите во градската власт, но не се сеќава дека некогаш гласале за трансформација на Бутел. Апсолутно немало на дневен ред таква точка и не постои никаква одлука од страна на собранието на град Скопје за трансформација или да му се дозволи да се трансформира од јавно предпријатие во акционерско друштво. Ниту еден состав. Тогаш како имотот од општествен станал приватен? Кој потпишал и кој одобрил?
Таа одлука е донесена од страна на судот. Извршена е регистрација во судот, бидејќи тогаш собранието речиси да нема надлежности. Со одлука на извршниот совет на владата на Григорije Гоговски беа одземени надлежностите на градот Скопје и постоеше еден правен вакуум. Михаил Шукаров беше првиот директор на Агенцијата за приватизација, но таа беше формирана во 1993 година. Акционерското предпријатие Бутел е создадено или трансформирано како акционерско друштво со одлука на владата. Само со одлука на владата, без никакви други контролни механизми. Јас се информирав во меѓувреме и видов дека не е поминато во низ агенцијата, ниту некаква контрола во врска со имотот кој што го поседува, ниту пак имала агенцијата некаква надлежност да изврши каква и да е контрола, затоа што приватните предпријатија и монополските предпријатија беа исклучени комплетно од какво и да е трансформирање во тоа време. 20 години потоа ја побаравме одлуката за приватизација на погребалното предпријатие. Никој не ја видел. Ја нема во ниту една архива. Не ја најдовме таа одлука. Мојата задача е да решам понатака работата согласно на новите закони. Не се вртам многу назад, целта ми е напред да гледам за да ги подобрам условите. Без разлика која верзија е точна, важно од тогаш за Бутел нема смрт. Се обезбедија за цел живот. Не само вечните директори, туку и нивните наследници. Градските одборници станаа советници. Се менуваа градоначалниците. Доаѓале и се заминувале. Само едно нешто не се смени никогаш. Вечниот директор на погребалното предпријатие Илија Филиповски. Ние прво време бевме во непријателски односи. Првите следби не беа ни најмалце симпатични, туку напротив, ние одбивавме да плаќаме било какви контрибуции кон Аде Бутел. Кога прв човек на Скопје стана Ристо Пенов и тој се обидел да го врати назад времето, ама попусто. Се обидов прво да ја оспорам приватизацијата, бидејќи Бутел заедно со Топлификација и Скопски пазар од градско предпријатие е приватизирано. Тој процес не успеа, бидејќи не можеше градот да декларира собствен капитал или собствено учество во по тогашните закони градот немаше никаква собственост. И до крајот на мојот мандат ја заминав без собственост во градот во ниту една сфера. Пенов истера 2 мандата. Во 2005 дојде Трифун Костовски. Градот е ставен во една стапица, условно кажано, да биде партнер на акционерско друштво, кој што сам ги утврдува цените, сам ги утврдува, условно кажано, и ширењето на тие локации, а додека градот е тој кој што мора да обезбеди инфраструктура, што сметам дека е неправеден однос. Наместо интервју од Филиповски, код доби само кус мејлови испратен преку неговата пиар агенција. Луд бил дека во минатата емисија беше покажана куќата во која живее. Оти таа била доми на неговото семејство, татко и брат. Не одговори на нито едно од 24 прашања што до него ги испрати код. Биле тенденциозни и однапред одговорени. Во врска со информациите изнесени во вашата последна емисија Код, сакаме да ве информираме дека истите ги отфрламе како невистините и ги прифаќаме како крајно несериозни. Филиповски не заборави да порача дека палмата пред неговата куќа не ја садел тој, но и во оваа емисија не сакаше да појасни како е приватизирано погребалното предпријатие, во кое тој е вечен директор. Од Централниот регистар, Централниот депозитар и Комисијата за хартија од вредност има податоци кои го кажуваат следното. Аде Бутел во 2009 година заработило 98.640.000 денари или во евра 1.600.000. Една година подоцна, во 2010 заработката е зголемена 2.142.000 евра. Последната контрола во Аде Бутел на даночните инспектори е направена пред 10 години. Во меѓувреме не е проверено дали ова е реален приход на фирмата. Според управата, Аде Бутел редовно ги плаќало сите даноци. Официјалната заработувачка на менаџерот Филиповски е 720.000 денари по основ на нето плата, дополнителен приход од околу 7.000 денари, а за членување во управен одбор годишно има 120.000 денари. Тука тој има приход од вкупно 847.000 денари годишно или околу 1.200 евра месечно. Досие Бутел
Во оваа папка се наоѓаат документи, поплаки, одлуки. Монополот на Бутел е заверен со печат. Оваа документација се наоѓа во Комисијата за заштита од конкуренција. Се водат 3 постапки против Бутел, но и судството, како да е на негова страна. Ово е долг период на постапување, на одлучување, односно на чекање нашите одлуки да станат правосилни и надплатливи, се должи на недоветноста, односно недобриот квалитет на претходно постоечкиот закон за заштита на конкуренција. За 4 години откако постои комисијата, фирмата е казнета само со 1000 евра, но и таа казна Бутел ја обжалил на суд и се уште не е правосилна. Ако постои сомневање дека е прекршен законот или дека нешто е направено спротивно, по секое време може да се направи ревизија. Ако не на приватизацијата, барем ќе се изврши ревизија на ценовникот. Следниот месец градските советници ќе треба да донесат одлука колку точно ќе чини секоја услуга која врши Бутел и колку пари ќе им наплаќа на приватните фирми за влез на гробиштата со кои управува. Или можеби и овој градоначалник од функцијата ќе се замине само со пуста желба и врзани раце. Од директорот Филиповски сменил 6 градоначалници. Само тој е вечен. Утринското патување почнува со Роберт и Милена. Нема компромиси. Првото здраво, кажете ни го нас. Здраво Македонијо, убаво што ти денеска сте заедно со нас. За неколку минути сме назад во студио да слушнеме што е актуелно тука кај нас во Македонија. Ние го слушаме вашиот став. Ало, добро утро, Роберт. Добро утро. Среќен ден да ви посакам на вас и на колега наш симпатичен исто спикер. Интерактивна, информативна, забавна. За целото семејство. Здраво Македонијо. Од понеделник до петок, од 7 до 10 часот. Гледајте не. I said, are you gonna be my... Dova Raturon Mekov, Handich. Ви ја представуваме новата специјална едиција Seat Ibiza Copa со извонредно надградена опрема. Животот е поубав кога е надграден. Започни со 1189 евра учество. Seat. Нова, екстра понуда од АМЦ. Компјутер со 19-инчен Philips монитор 12.490 денари. 15-инчен HP лаптоп со Dual Core процесор и подарок торба 16.990 денари. 32-инчен Full HD Philips LCD телевизор 17.990 денари. Кредит без жиранти за само 599 денари месечна рата. АМЦ. Секогаш најдобри цени. 70% од нашето здравје започнува во дигестивниот систем. Нашето тело ја одржува рамнотежата на добри и лоши бактерии. Но оваа рамнотежа лесно може да се наруши при што се отежнува варењето на храната, се намалува имунитетот како директна последица од диети, лекови, патувања и стрес.
Линеспор Екстра е решението за моето семејство. Линеспор Екстра подобрена рамнотежа во дигестивниот систем, зајакнат имунолошки систем. Линеспор Екстра за здравието да биде секогаш со вас. Спортски кросовер за сите патишта и временски услови. Таму, каде што завршува патот, продолжува возбудата со Suzuki SX4. Секој може да јаде како крал. Најдобри парчиња месо, подготвени по извонреден рецепт. Отсеги Аргета Примавера со свеж зеленчук. Аргета, добрата страна на лебот. Со Неотел, вашите ограничувања се минато. Добивате интернет со брзини прилагодени на вашите потреби. Телефонски приклучок, без претплата и со најефтини разговори. И конечно, бежичен Баймакс пристап, кој ви овозможува користење на истиот приклучок на различни локации. Заборавете на ограничувањата. Неотел. Живот без граници. Миспол шунка. Дел од секој вкусен залак. Голема Опел акција само до 30 јуни. Специјален попуст за возила од залиха. Заминете со нов Опел веднаш и заштедете до 3400 евра. Opel. Wir leben Autos. Вкусот на Македонија. Скопско, нашето најдобро. Толку во код за оваа сезона. Летово ќе го посветиме на одмор, но и на работа. Се гледаме од септември повторно на Канал 5.